значи пред гласачите во Америка. Значи мојата кампања е, како што реков уште еднаш, да им објаснам на сите зошто сум јас тој што треба да биде нивниот избор, затоа што јас сум представник од Америка и Канада кој што живее во Америка. Сите работи денес во политиката се случуваат од Вашингтон, ако сакате, и во врска со Македонија, многу повеќе можам јас да сторам како таму, така и тука, со легитимитетот, ако ми го дадат гласачите, отколку што може тоа да го стори еден представник од Мисисага или Торонто, да речеме, што веќе видовме што можеше да стори. Веќе имавме избраник од Мисисага и видовме што тој стори. За жал, тој беше само дел од гласачката машинерија на владеачката гарнитура, а не стори речиси ништо за македонците, како од Америка, така и од Канада, а да не зборувам за другите кои што 24 часовно радио. Така да кампањата ни е сериозен предизвик да таа порака ја пренесеме до сите. До сега, сите со кои што сум зборувал, без разлика за тоа кој ги запишувал, дали представници на ВМРО, ДПМН ги посетувале во нивните домови да ги регрутираат, да ги запишуваат на избирачки списоци, сите со кои што сум се сретнал ми ветувале дека докторе, независно кој не запишал, ние ќе гласаме за тебе, од ти минатиот пат ни рекоа дека ти си се откажал, дека ти не си кандидат и така натаму, како што беше случај 2011 година, кога тој избор беше едноставно нелегитимен и ние тој избор го отфрливме како. Имаше многу неправилности и недозволени действија во однос на тоа, недозволување на настап преку радија, плаќање на радиопрограми не ми дадуваат достап до програмите, тврдење дека таков човек како што сум јас постои, одвраќање на гласачите од гласачкото место, со напомена дека јас сум се откажал и дека единствено избори не сазвал и така натаму. Значи, такво нешто овој пат нема да се случи. Мојата кампања да ги информирам дека јас сум тука, дека сум жив, фала Богу, и дека сум нивниот кандидат, за кој што слободно може да гласа. И дека ќе ги представувам нивните интереси до крај. На радио или на Мелбурн. Биде сега може само да напоменам дека до мене допреа многу примедби, приговори, жалби на луѓе кои што не можеле да бидат запишани, односно не им било дозволено да се запишат на избирачкиот список. Во некои случаи, како од Чикаго, неколку стотини луѓе, кои што на лице место по црквите и кај што службеници од конзулатот не присуствувале на тоа запишување, не им било дозволено да се запишат, односно да поднесат своји документи до представници на конзулатот. И ние сме во процес на обжалување на таа работа, согласно законот, како коалиција Достоинство за Македонија, да сите тие, барем за кој што ќе може, да ги исправиме неправилностите, да ја стекнат, да се здобијат со доверба во институциите во избирачкиот процес. Инаку како што стојат работите до сега, јас и додоснав синоќа трчав речи со кола, возев низ градот да ги смирувам оние кои што беа револтирани затоа што добивале решенија дека се одбиени за гласање, дали за председателски или за парламентарни избори, иако лично ги предаваа документите до службеници од конзулатот. Имаме многу предизвици, но едно е важно, дека Америка прв пат ќе дознае дека македонците прв пат гласаат за председател надвор од Македонија. Ако може тоа да го прават луѓе од други држави, како Ирак, Украина и така натаму, зошто да не го прават тоа и македонците? За нас овие председателски избори, ако сакате, се свечен момент, што јас лично сакам да ги мобилизирам сите медиумски куќи тука да го покриваат како настан, затоа што е навистина историски момент. Што се однесува до изборот на представници од Америка и Канада, во кој што и јас сум кандидат, се повторува изборот еве уште еднаш после 3 години, меѓутоа овој пат сакаме да ги исправиме неправилностите на кои што приговаравме минатиот пат. Сите местења и така натаму, конзулатите тогаш представува избирачки штабови на ВМРО ДПМН и така натаму. Сакам овој пат да докажеме на американската јавност дека сето тоа што се случуваше тогаш е зад нас
и дека овој пат имаме капацитет да извеземе нели фер и демократски избори, барем во процесот на гласањето. Процесот на запишувањето е друга приказка, која што можеби ќе го елаборираме во друга прилика, и следните избори се надевам сите кои што имаат право на глас ќе можат да бидат запишани на избирачкиот список. Овој пат, за жал, државните институции не ја искористија таа можност и бројот на запишани беше редуциран, селективен и така натаму, и тоа представува предмет на анализи и приметби за воиднина. Сепак да останеме на позитивна нота, дека на Македонија сме и потребни, дека и ние сме дел од Македонија, дека заедно со нас завршната сметка на македонското општество ќе биде многу попозитивна, дека во Македонија треба да инвестираат не само компании кои што ги собираат по родшоу, туку да инвестираат и македонците од диаспората, и таа е наша држава, дека тие треба да имаат предност во инвестирањето, а не некои одбрани селективно компании, дека компаниите кои што, например, како КСС, инвестираат во Кичево, а потекнуваат од Стерлинг Хајтс, секако слушнале за Македонија преку етничкиот совет на градот и преку македонците, кај што јас не сум член на таа комисија. Сепак, македонците треба да се дел од иднината на Македонија без разлика каде живеат на светот. Значи, заеднички треба да градиме една по-стабилна и по-среќна држава за сите нејзини државјани и граѓани, ако сакате да бидеме од граѓански тип, но пред се за сите македонци, затоа што таа е наша единствена држава која што имаме, единствена држава сите македонци во светот, па и да бараме како таква држава, да бараме да се почитуваат правата на сите македонци каде и да се по светот, и не само во соседните држави. Нема грешка. I have a message for you, because I represent the World Macedonian Congress. I'm the Vice President. I'm also a member of the Board of Macedonian American Council. The Macedonian people, within the Republic of Macedonia and in the diaspora, will never allow any government in Macedonia to change the name Macedonia. We are the Republic of Macedonia. I'm relaying the message to you from those people who say to you, there will never be a change of the name. We are Macedonians, our name is Macedonia, and that's how it's going to be. И град во чијшто етнички совет јас сум веќе 13 години. Оваа година ни е 30 годишница од спратимувањето на Тетово и Стерлинг Хајтс. Како јавна личност сум бил редовно присутен како во весниците, како по медиумите, телевизиите, кабловска телевизија, така натаму, презентирајќи ја македонската слика за македонецот како метафора за скромност, за трудолюбивост, справедливост и слободолюбивост. Луѓето како такви не препознаваат и, како што рече и професор Нестор Огинар, прво сум македонец, па се друго. Се разбира, мојата религија е христијанска, но и медицинска. Дали можеме сега да не дојдеме до забуна, дали можеме слободно да ви се обраќаме како доктор Цоци или како... I have a message for you. Слободно, јас сум... Because I represent the World Macedonian Congress, I'm the Vice President, I'm also a member of the Board of Macedonian American Council. The Macedonian people, within the Republic of Macedonia and in the diaspora, will never allow any government in Macedonia to change the name Macedonia. We are the Republic of Macedonia. I am relaying the message to you from those people who say to you, there will never be a change of the name. We are Macedonians, our name is Macedonia, and that's how it's going to be. I have a message for you. Because I represent the World Macedonian Congress, I'm the Vice President, I'm also a member of the Board of Macedonian American Council. The Macedonian people, within the Republic of Macedonia and in the diaspora, will never allow any government in Macedonia to change the name Macedonia. We are the Republic of Macedonia. I am relaying the message to you from those people who say to you, there will never be a change of the name. We are Macedonians, our name is Macedonia, and that's how it's going to be. I have a message for you. Because I represent the World Macedonian Congress, I'm the Vice President, I'm also a member of the Board of Macedonian American Council. The Macedonian people, within the Republic of Macedonia and in the diaspora, will never allow any government in Macedonia
to change the name Macedonia. We are the Republic of Macedonia. I am relaying the message to you from those people who say to you, there will never be a change of the name. We are Macedonians, our name is Macedonia, and that's how it's going to be. Јас сум бил председател за Америка и Канада и не сум смел да иду све до Конгрес на ВМРО да помене кога основаме партија прв пат, со доктор Домовски се познаваме уште кога беше Драган негде 1990 година. I'm relaying the message to you from those people who say to you, there will never be a change of the name. We are Macedonians, our name is Macedonia, and that's how it's going to be. I have a message for you, because I represent the World Macedonian Congress. I'm the Vice President. I'm also a member of the Board of Macedonian American Council. The Macedonian people within the Republic of Macedonia and in the diaspora will never allow any government in Macedonia to change the name Macedonia. We are the Republic of Macedonia. I am relaying the message to you from those people who say to you, there will never be a change of the name. We are Macedonians, our name is Macedonia, and that's how it's going to be. И после го преименуваме во Народно-ослободителен фронт на Македонија. Председатели су биле Драган Богдански, после Шариновски Михаил од Австралија, он е бил председател, после доктор од Швајцарија Боголјуб, он е бил, и мене бара да јас бидам председател, јас рекол да биде доктор, бидејќи јас сум превише експлозивен. И после доктора јас бев на Конгрес 1991 година, македонска удба га уби доктора Андоновскога во Швајцарија, во Женева, и така јас на начело од таа генерација што беме у главни централни комитет. Димко Нечевски, он умре, Шариновски умре, Ристевски од Австралија исто умре, Драган го киднапира, па после кога излезе надвор и njega ga отепа. Драган Богдански не е умре, Драган Богдански е убиен од страна од македонска удба по директиву на служба за државна безбедност. Пошто он требаше книгу да, пошто е бил у затвор, он напиша книгу и он беше услов книгата не се објави, ако се и он не се сложи и после га ликвидираш. Стави ја у канту за контейнер, он мислија да е мртов, али човек имал живот за 2 недели, а повторно доаѓа при свест и после 2 недели изгледа па га ликвидира, ако беги во некој вагони и воз и така нешто. И така, ние сме завале македонска нација. Македонска нација е орган на движење за ослободување и обединување Македонија, меѓутоа сега се удба зема преку одредени круг на луѓе, пишува без сознание од нас, презима го македонска нација у електронско издание, а нема документи, нема ништо, и пишува дека е македонска нација само обична новина, а еве га печат, ево, видиш ли, ово е печат на дом, на движење за ослободување и обединување Македонија, Народно-ослободителен фронт на Македонија, и овој печат е, никој не, јас сум представител на македонска нација овде, ќе добија смо по неколку примерка, после овде ќе земе по 200-300 примерка, ќе се умножи, ќе се шири помеѓу македонски народ. Тоа е била наша идеја. Јас и после барали сме, пошто смо ми основале партија доби на избори, да таа партија треба да си преземе работу во организација и извршила одредено улогу. Меѓутоа, овие одглумија демократију, Драгана га отстранише од партију
и најпосле га ликвидираше и останамо преварени сите, а обединување на делови од Македонија уопште не се ни спомиња и денеска имамо потполна албанизација на Македонија, водење на албански јазик како административен јазик. Замисли сите рачуни да ти доаѓа на албански како македонци да живеат во Албанија. Значи, овие не го оправдаа доверие што народ ги го даде. Ја мислам дека треба да дојде на здрав човек на челот за да може да појде Македонија напред. Јаче вака ако оди, ние сме веќе во состав на Албанија. Македонци тивко се иселуваат од делови каде се веćina албански, територии го предава, никој не предузима ништо, а само глумат патриоти и се слика со разни прослави и китење со ВМРО. Меѓутоа, тие нема, ако ти човек не ги застапуваш македонски национални интереси, ти не си ни македонска партија, ни организација, нити македонски представител, ни председател, нити премиер. Значи, јас мислам дека Македонија треба да дојде на здрав човек, не корумпиран, да може да застане на чело и кога стане на чело нема омрдање. И ако не, ќе не најдеш... I have a message for you, because I represent the World Macedonian Congress. I'm the Vice President. I'm also a member of the Board of Macedonian American Council. The Macedonian people within the Republic of Macedonia and in the diaspora will never allow any government in Macedonia to change the name Macedonia. We are the Republic of Macedonia. I am relaying the message to you from those people who say to you, there will never be a change of the name. We are Macedonians, our name is Macedonia, and that's how it's going to be. Убава дебата, едно убаво интервју, што навистина редно е, ние како иселеници, ова може да биде историска емисија, бидејќи ево вака направивме спој Австралија Македонија и ќе ве замолам сите еднушка за секогаш да ја презентираме вистината за Македонија и за иселеничките маки. За сите задкулисни игри, за сите неправди што се случувале, се да отворено да се дебатира и да се... Дали сте спремни? Видите вака, може ли јас сега да се вклучам? Професоре, дали слушате? Добро се слушате вие, докторе? Рогинар, дали слушате? Да, ве слушам, меѓутоа јас сакам да се концентрираме на темите. Господ знае дека има горечки теми денес во Македонија и јас чекам да почнеме со тој разговор. Да, јас како увод, бидејќи рековте историски мост правиме тука, како увод би ви пуштил еден мал инсерт на првиот вебкаст, првата програма што ја направивме како видеопрограма преку интернет преди 11 години, во која што учествувавме покрај мене и професор Нестор Рогинар, академик професор доктор Никола Клюсев, или првиот премиер на експертската влада после осамостојањето Македонија и новинарот Умберто Паскали. Еве само еден инсерт од таа емисија, која што се одржа пред повеќе од 11 години. Слушајте. I would invite academic professor Nikola Klusev to give us a statement on the issue of the change of the Macedonian constitution and the proposed change of amendments and the preamble as a former and the first, as a matter of fact, prime minister of the new Macedonian deal following a split from Yugoslavia, to the first prime minister with the expert government. On his opinion,